И годинава, општините не се договорија околу комарците. Градоначалниците повторно не успеа да ги усогласат буџетите и различните пристапи на дезинсекција, поради што заедничка стратегија за прскање против комарци повторно нема. Па така, значи ова е проблем кој што бара регионален пристап, меѓутоа на неколку состаноци на планскиот регион беше отворена оваа тема на дискусија. Впрочем, и најдобри резултати ќе даде третирањето против комарци доколку е пристапот регионален. Меѓутоа не наидовме на некоја соработка, односно не дефиниравме некој договор. Поради ова, секоја општина со проблем од комарци ќе се справува поединечно. Како секоја година, поедноставена постапка од буџетот на општината. Постапки имаме секако предвидено согласно закон, мора да направиме. Така. Ако има разбирачка, ако има согласност да го направиме регионално, исто прифаќаме, доколку не, ќе се одиме со наша постапка и ќе предвидено од буџетот на општина Берово. Најголем проблем кога во прашање е справувањето со комарците се оризарските општини, каде комарците најмногу и ги има. Кочани за оваа намена ќе издвои 2,2 милиони денари и ќе прска и од земја и од воздух. Но тоа не е случај со малите Чешиново, Блешево и Зрновци. Овие две општини имаат сериозен проблем со комарците, но немаат доволно пари за реално справување со нив. Ние во главном прскаме индивидуално од земја. Морам да кажем дека трошиме релативно мали средства, бидејќи општината располагаме со релативно мал буџет, така да ние неколку години поред назад трошиме околу 30.000 денари за прскање. Тоа се одвива во 3 фази, значи 3 пати прскаме. Токму и поради ова, малку е веројатно да се очекува дека третманот против комарците и годинава ќе биде ефикасен. Некаков минимален ефект можеби ќе се постигне, но се додека регионот не се обедини, вистинско решение не може да се очекува.